Време за дневникот на К1 телевизија. Политика, земјоделие, култура и во овој дневник обработуваме повеќе области. Што се ќе погледнете, останете со нас, почнуваме веднаш по најавите. Новиот градоначалник на Кавадарци Митко Јанчев стартува со првиот проект Мој општинар, луѓе на терен. Се одржа 9-та оратарска вечер Петар Попарсов во организација на Унија на млади сили на ВМРО ДПМН. Љубителите на големото платно во Вилески уживаат во богатата понуда на фестивалот на новиот германски филм. Мој општинар, луѓе на терен е првиот проект кој ќе биде реализиран од страна на новиот градоначалник на општина Кавадарци Митко Јанчев. Општинарот ќе работи на терен и ќе прима забелешки лично од граѓаните. Ќе има задача да ги слушне проблемите на кавадарчани и истите да се решаваат од системот на локалната самоуправа, појаснува Јанчев. Проектот Мој општинар, луѓе на терен ќе биде првиот проект од изборната програма на новоизбраниот градоначалник Митко Јанчев, кој што планира да го реализира откако ја превзеде функцијата градски татко. Проектот се состои во тоа што градот ќе биде поделен на неколку региони и секој регион ќе има свој општинар, личност која ќе биде вработена во општинската администрација. Наш прв проект ќе биде Мој општинар. Ќе работиме на тој проект да можеме луѓето да ги етаблираме во она што значи општина и надвор на реоните, да направиме реорганизација, да ги определиме тие луѓе, да направиме нова системација кај ќе ги пуштиме да работат. Меѓутоа, тоа е прв проект кој што ќе го отпочнеме практично да се работи, инаку планот ни е од понеделник натаки да отпочнеме на повеќе проекти да работиме, кај што негде ќе има припремена документација, негде ќе има дел од урбанизамот, негде ќе има студија да се работи, така да сите проекти кои што треба ќе ги отпочнеме што од прв ден, ќе ги поделиме по сектори и со нивното завршување на проектна документација ќе бидат и во спроведување. Општинарот ќе работи на терен и ќе прима забелешки лично од граѓаните. Ќе има задача да ги слушне проблемите на кавадарчани и истите да се решаваат од системот на локална самоуправа. Најмалку 3 пати во неделата општинарот ќе го посетува својот регион и ќе поднесува извештаи со цел решавање на проблемите во најкраток временски период. Инаку Јанчев општинската каса ја наследува со завидна финансиска кондиција и позитивна сметка, без загуби и големи обврски за плаќања со редовни приходи и буџет кој ќе овозможи нормален старт во работењето. Една од ретките општини, или јас ја рангирам една меѓу првите 5 општини кој што е во завидна финансиска кондиција. И тоа не е само за локалната самоуправа, тоа се, тука морам да ги набројам сите институции од културата, сите јавното предпријатие, јавни институции, установи кои што не должат ништо, а ги имат редовните приливи или дотации кои што ги очекуваат од министерствата. Идниот градоначалник ќе има обврска само да ги плаќа оние ситни доспеани побарувања кои што ќе доспеат доправа од компаниите кои што ја реализираат комуналната изградба во овој период. Панов додаде дека новиот градоначалник ќе има една релаксирана финансиска состојба со добри услови за идна комунална изградба и реализација на сите проекти. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство преку соопштение информира за средбата помеѓу лозарите, должникот по Вардарија, градоначалникот Делков и представници на ресорното министерство. Како што пишува во соопштението, по Вардарија од Неготино се обврзал на подмирување на долгот кон лозарите од Тиквешијата. Дијана Иванова ги има деталите. Ново ветување за лозарите од Тиквешијата кои во 2014, 2015 и 2016 година произведеното грозје го придале во винарската визба по Вардарија. Преку соопштение, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство информира за средбата помеѓу лозарите, должникот по Вардарија, градоначалникот Делков и представници на ресорното министерство. Како што пишува во соопштението, по Вардарија се обврзал на подмирување на долгот до крајот на оваа година. На состанокот, раководството на винарската визба по Вардарија изрази уверување дека ќе бидат комплетно расчистени долговите кон лозарите за преземеното грозје за 2014, 2015 и за 2016 година. Од винарската визба посочија дека имаат залихи за извоз во странство, од чие што продажба ќе се реализира исплатата на долговите кон лозарите. Дека во Вардарија има на залиха вино
и од неговата продажба може да се подмират долговите кон лозарите, потврдува и министерот за земјоделство Љупчо Николовски. Залихи од секаков вид, кои што значат дека се основа за тоа дека со функционирањето, односно со продажбата, дека ќе треба да бидат исплатени лозарите. Јас подпишав низа на решенија со кои што се одобрува продажбата на вино, ама со истите средства да бидат исплатени лозарите, како што е согласно закон. Блокади на патиштата. Такви беа најавите на лозарите доколку неделава Повардарие не им исплати дел од побарувањата. За 2015 година нема динар земја, а имам земја 7.000 евра, плюс 2016 година. Значи вкупно околу 10 евра пари ми должат Повардарие подумат. Значи динар до сега не сум дел. Ние лозарите од Тиквешијата 20 дена штрајкуваме пред вратите на винарска визба Повардарие. Не ни е исплатено грозјето за 2015-2016 година. Никој нема да се јави и да каже докаде е работата. Дали последната средба ја променила одлучноста на лозарите за радикализација на протестите доколку трансакцијските сметки им останат непроменети, ќе се знае веќе од понеделник. Откриени неколку обиди за криумчарење на разна стока, при што привремено се задржани цигари, домашна ракија, кожни јакни, бунди од природно крзно, облека и фалсификати, информираат од Царинската управа на Република Македонија. Од Царинската управа на Република Македонија информираат дека во текот на минатата недела се откриени неколку обиди за криумчарење на разна стока, при што привремено се задржани цигари, домашна ракија, кожни јакни, бунди од природно крзно, облека и фалсификати. Задржани се 150 штеки цигари без акцизни маркички, откриени при контрола на турски автобус што се обраќал на релација Косово-Турција. Во друг случај се откриени 61 штека цигари со македонски акцизни маркички, откриени при контрола на македонски камион. При извршена контрола пак на трговски објект во Куманово, откриени се 4 литри домашна ракија. Царинската управа открила и 18 женски и машки јакни и бунди од природно крзно при контрола на полски автобус, управуван од грчки државјанин. 14.881 текстилни производи, чорапи и долна облека и 105 парчиња кошули и блузи со ознаки на заштитени трговски марки, за кои постои сомневање дека повредуваат права на интелектуална сопственост. За непријавените производи против увозникот е поведена прекршачна постапка, додека за сомнителните производи е поведена постапка за утврдување на нивната оригиналност. Сите производи се привремено задржани. Православните христијани денеска ја одбележуваат Митровденската задушница во знак на сеќавање на починатите. Црквата пропишала посебни денови задушници 4 пати годишно, кога верниците се молат за покој на душите на починатите. На овој ден се посетуваат гробиштата, каде што со молитва, пченица и лепче осветено со црвено вино се изразува помен на починатите. Верниците на задушница палат свеќи и се молат за покој на душите на починатите. Според календарот на Македонската православна црква, односно јулијанскиот календар, денеска е 22 октомври. Денеска е Свети Рамноапостол, а Верки задушница. Црквата го нарекува Рамноапостол заради неговите успеси во проповедта на Евангелието, слични како на апостолите. Црквата пропишала посебни денови за душници 4 пати годишно, кога верниците се молат за покој на душите на починатите. Задушница е секогаш в сабота, ден кој црквата го одредила за помен и молитва за упокоените. На задушница се оди во црква каде што се служат литургија и парастос. На овој ден се посетуваат гробиштата каде што со молитва, пченица и лепче осветено со црвено вино се изразува помен за починатите. На задушница верните даваат милостиња на сиромашните во име на покојните и се молат за покој на нивните души.
Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН Велес ја продолжува традицијата на организирање на манифестацијата Ораторска вечер, посветена на деецот на македонската борба Петар Попарсов. Велес годинава по 9-ти пат беше домаќин на млади оратори од цела Македонија, кои ораторија на темата Македонија исправена пред предизвикот на сегашноста. Не чинат нашите остроумни критики кон се друго, освен кон нас самите. Ние нити сме неспособни и неокилуги, ниту пак нашите душа и срца се ситни. Во оваа земја се изродили и се раѓаат мажишта од мајки со срца како планини. И овде се може. Се што се може и во Германија, и во Америка. Само треба да се сака, да се работи и да се учи. Од нас зависи. Ние одлучуваме. Или ќе си плукнеме на рацете и ќе бидеме господари на своја земја, или ќе бидеме измекери на туѓа и други ќе наплукаат. Ова е дел од говорот со кој младата Моника Тодорова го освои 5-членото жири на 9-та ораторска вечер Петар Попарсов. Годинава учесниците ораторија на темата Македонија исправена пред предизвикот на сегашноста. Добив желба да учествувам на оваа ораторска затоа што имам преголема љубов кон татковината. Темата премногу ми се свиеше, па ете добив некоја инспирација, најмногу за оние нели кои што си заминуваат од државава и револтот да си го искажам кон тоа затоа што нели треба да останат тука, да ја градиме, да ја развиваме. Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН преку организација на ораторската вечер Петар Попарсов ја продолжува традицијата во чести одбележување на 23 октомври денот на внатрешно-македонската револуционерна организација. Ова ораторска вечер ја организираме во чест на денот на внатрешната македонска револуционерна организација, односно денот на ВМРО. Добро, оваа година една недела подоцна поради изборниот процес, но битно е да ја зачуваме традицијата на одржување на оваа ораторска вечер и битно е да го бележиме и да го славуваме овој ден, денот на ВМРО, денот на внатрешната македонска револуционерна организација. На овој начин ги поттикнуваме младите да ги искажат своите ставови со што е можно поубедлив настап, а од година во година од оваа сцена се испраќаат се посилни пораки кои оставаат голем впечаток, вели Александар Колев. Токму македонската револуционерна организација, токму македонската револуционерна борба е идејата, е организацијата која што во себе во изминатите години вклучувала многу голем број на млади луѓе кои што биле спремни јасно и гласно, недвосмислено да го искажат својот личен став, да го искажат своето мислење за состојбата на Република Македонија, за состојбата на македонскиот народ. Но и многу повеќе од тоа. Многу млади луѓе, вклучени во организацијата, вклучени во револуционерната борба, биле подготвени да го дадат и својот живот за тој нивен личен став, за подобра сегашност, за подобра иднина на Република Македонија и на македонскиот народ. Она што ја одликува ораторската вечер се силните пораки кои ораторите ги изнесуваат во своите говори, а за кои се говори можеби и до следната ораторска вечер. Се поголемиот интерес да се биде дел од овој настан покажува учеството на оратори не само од Велес, туку и други градови. Невена Величковска е трето наградена, додека втората награда за ораторење му припадна на Никола Павлов. Викендов велешани имаат можност да уживаат во тридневната богата филмска понуда во рамки на фестивалот на новиот германски филм кој се одржува во Велешкиот театар. Велес се соочува со недостиг на кино, па затоа и ретко кога љубителите на големото платно можат да изгледаат филм во родниот град. Велес нема кино и ретки се моментите љубителите на големото платно во родниот град да изгледаат филм. Но затоа, овој викенд велешани имаат можност да уживаат во тридневна богата филмска понуда во рамки на фестивалот на новиот германски филм кој се одржува во Велешкиот театар. Со наградуваниот игран филм Чик на познатиот режисер Фатих Акин, вчера вечер беше официјално отворен фестивалот на кој ќе бидат прикажани 10 современи филмски наслови од германската кинематографија. К1 телевизија ги праша велешани,
Сакаат ли да гледаат филм на големото платно? Би сакал да присуствувам одамна во Велес, нели. Нема некои случувања, збеднувања, старото кино, нели, како што беше, не е ни средано и направено на младите, им треба малце едукација. Пошто има театар, не е лошо кино да има веќе. Не е мал град Велес. Влезот е бесплатен, но велешани сметаат дека организаторите недоволно го промовирале овој настан, па многумина за фестивалот дознаат кога беа анкетирани од нас. Не сум запознаат, каде ќе има театар. Се надевам дека ќе отидем. Тоа стенели да снимнуваат филмови по интернет, треба малце дружба, да оживее градот. Утре, на последниот ден од фестивалот, љубителите на големото платно ќе имаат можност да уживаат во филмот за деца и младенци со наслов На иста висина, кој започнува предпладне во 11 часот и драмата 24 недели е со почеток од 20 часот. Недоразбирање помеѓу двајца пријатели синоќа заврши со смрт за помладиот во Скопски аеродром. Според неофицијални информации, убиството на Мартин Јанушев го извршиле две лица, од кои едниот бил негов пријател, кој од порано и е познат на полицијата по серија најтешки кривични дела, за кои одлежувал и затворска казна. Напаѓачот е познат и во скопското подземје. 28 годишниот Мартин Јанушев спортската јавност го памети последно како играч за фудбалскиот клуб Локомотива. Дежурниот јавен обвинител издаде повеќе насоки и наредби за превземање на потребните действија, меѓу кои и за прибарување на податоци, обезбедување на траги од лице место и за обдукција на починатото лице. Убиците засега се во бегство, а полицијата ги превзема потребните мерки за пронаоѓање на сторителите. Ние продолжуваме со вести од Македонија. Утврден е текстот на придонесот на Република Македонија кон извештајот на Европската комисија, инспириран процес за измене и дополнување на Законот за јавни набавки на 35-та седница на владата, соопшти владината прес-служба. Текстот се однесува на прашалникот на Европската Унија за утврдување на напредокот на земјата во интеграцијскиот процес во Европската Унија. Според соопштението на прес-службата, владата го отвори процесот за измени и дополнувања на Законот за јавни набавки, со кој се предвидува преиспитување на улогата на Советот за јавни набавки, вклучително и можноста за негово укинување. Штетните ефекти од најавуваниот живот на СДС се гледаат на дело, пишува во реакција на ВМРО ДПМНЕ. Во општина Делчево се отпуштени 12 негувателки и воспитувачки во детската градинка Весели цветови. Овие 12 лица настрадаа само затоа што не беа членови на СДС, иако се квалификувани и долгогодишни професионалци кои се грижеле за стотици деца досега. Само со еден подпис на антиреформските власти на СДС на локално ниво, без екзистенција се оставени 12 семејства, а близу 350 деца ќе останат без своите негувателки и воспитувачки. Со ова не се прави штета само на вработените кои со години придонесувале во воспитниот процес на децата, туку се прави и психолошка траума на децата и нивните родители, бидејќи децата кои се привикнувале во мала возраст на некој, сега треба да се привикнуваат на сосема друг. Сето ова е резултат на штетната и осветничка политика на СДС, кои сакајќи да му наштетат на ВМРО ДПМНЕ, им штетат на професионалци и луѓе посветени на едукацијата на најмладите деца. Од партијата обвинуваат за реваншизам и отпуштање од работа на луѓе кои не се од СДСМ. Во реакцијата се говори и за други отпуштања во локалните самоуправи. Првиот крак на морскиот дел на турски тек, чија изградба ја заврши руски Газпром, влезе во турската економска зона, соопшти компанијата Јужен тек. Газпром веќе изгради 448 километри од турски тек. Како што наведуваат од Јужен тек, изградбата се одвива според планот. За помалку од половина година изградена е речиси четвртина од морскиот дел. Сега бродот ќе продолжи со поставување на цевки до турскиот брег. Вести од светот. Белгиските власти го примиле од Шпанија налогот за апсење на сменетиот каталонски лидер Карлес Пучдемон
и ќе го проучат пред да го предадат на судиите, изјавил федералниот обвинител Ерик Ван дер Сипт. Шпанскиот национален суд претходно соопшти дека судија издал европски налог за апсење на Пучдемон и 4 негови поранешни министри. Ројтерс наведува дека Пучдемон и соработниците се наоѓаат по Белгија и дека се обвинети за бунт, поттикнување на бунт, злоупотреба на јавните фондови и кршење на довербата. Се наведува дека судијата го одбил барањето на Пучдемон за сведочење по пат на видеоконференција од Белгија. Судијата на Националниот суд Кармен Ламела поднела барање до белгиското обвинителство да го приведе Пучдемон и неговите 4 министри и да издаде одвоени налози за потрага и апсење, за да се предупреди Европол во случај тие да побегнат од Белгија. Федералниот обвинител Ерик Ван дер Сипт рекол дека барањето ќе се проучи и ќе биде предадено на истражен судија денеска или утре. Адвокатите на мексиканскиот наркобос Хоакин Гузман, наречен Ел Чапо, тврдат дека неговото ментално здравје е се полошо во американскиот федерален затвор во Њујорк поради рестриктивните мерки кои се применуваат и дека Ел Чапо почнал да халуцинира. Адвокатите поднеле барање за психолошка проценка на нивниот клиент. Ел Чапо во њујоршкиот затвор се наоѓа од јануари и кон него се применуваат рестриктивни услови, познати како административни мерки. Адвокатите наведуваат дека Ел Чапо повеќе не може да се сети на луѓето, местата и настаните, се жали на халуцинации и дека го прогонуваат, тврдејќи дека владата го снима во текот на престојувањето во келијата. Водачот на наркокартелот Синалоа бегаше од 2 затвори во Мексико, во кои безбедноста беше на највисоко ниво пред да биде уапсен минатата година. Денеска имавме променливо облачно време со сончеви периоди проследени со слаб до умерен северен ветер. Дневната температура се движеше од 7 до 17 степени. В недела и во понеделник сончево со мала до умерена облачност и со услови за појава на утринска магла по одделни котлини. Во вторник и среда ќе има повремени врнежи од дожд со променлив интензитет. Метеоинформациите се последни во информативното издание. Јас ви благодарам што и овој пат останавте заедно со нас. Пријатна вечер.